Денеска Советот за безбедност предложи прогласување на кризна состојба на територијата на целата држава во наредните 30 дена. Донесовме заклучок. Советот за безбедност да ја предложи на владата да прогласи кризна состојба на целата територија на Република Северна Македонија во трајање од 30 денови. Да појаснам накусо што тоа значи во однос на ова што го имаме сега. Во моментов ние имаме прогласено кризна состојба на северната и јужната граница во врска со илегалните преминувања на мигранти и бегалци, и на тие подрачја полицијата и војската работат заедно. Сега таквата соработка, откако ќе биде декларирана кризна состојба на целата територија, ќе биде овозможена буквално на целата територија на земјата. Оваа кризна состојба значи дека армијата се вклучува во справувањето со коронавирусот. Исто така сите капацитети и кадар од приватните болници и клиники се ставаат на располагање на државата. На располагање ќе бидат и капацитетите на сите приватни болници, приватни поликлиники, како и кадарот кој што таму работи. Со оглед на тоа што ова прв пат се случува сега, веќе денеска за многу кратко време ќе направиме проценка со се што се располага и во таа смисла заеднички со нашите државни во моментов капацитети план за работа. Како што појасни премиерот Зоран Заев, моментално не се разгледува опцијата за полициски час. Не се исклучува можноста за локдаун, полициски час или слично. Во моментот тоа не се разгледува. Знаете дека тоа е во надлежност на комисијата. Како што рече председателот, и моја должност е да ги информирам граѓаните дека кризната состојба нема никаква врска со полициски час. Најдоцна до утре вечер владата ќе одржи седница и ќе прогласи кризна состојба на територијата на целата држава.